Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Денеска се одбележаа 81 година од смртта на народниот херој Кузман Јосифовски Питу. Пречкртаните или скршените сообраќајни знаци опасност за безбедност во сообраќајот. Синдикатите имаат нов предлог за минимална плата од 500 евра. Вчера најмногу прекршочни пријави за брзо возење. Времето денеска 2 степени минимална температура. Максималната достигна 10 степени Целзиусови. Урбан маркетинг. Треба да знаеш во секое време со еден клик на radiopela.mk. Протектор Прилеп, македонско друштво за застапување во животно и неживотно осигурување. Протектор е вашиот заштитник од ризици на патиштата за автомобилска одговорност, каско и патничко осигурување. Протектор застапува при осигурување на вашиот приватен или деловен имот. Секоја успешна приказна се темели на самодоверба, сигурност и визија. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот, порачуваат од Протектор. Животно осигурување со Протектор, совршена комбинација на штедење и осигурување од ризици. Друштво за застапување во осигурување Протектор Прилеп на булевар кај пензионерското друштво. Телефон 073 555 006. Протектор. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Елизавета Филиповска. Представници од Прилепската организација на Сојуз на борци и поддржувачи на Народно-ослободителната војна, заедно со представници од Средното општинско училиште Кузман Јосифовски Питу, денеска одбележаа 81 годишнина од смртта на народниот херој Кузман Јосифовски Питу, еден од организаторите на антифашистичкото движење во Македонија. Делегација од Сојузот на борците, Средното општинско училиште Кузман Јосифовски Питу, Сдружение на граѓани, положија свежо цвеќе пред спомен бистата во алејата на народните херои и пред споменикот на Кузман Јосифовски Питу во центарот на градот, на бистата на хероите во училиштето Кузман Јосифовски Питу. Кузман Јосифовски Питу е еден од главните организатори на антифашистичкото движење и на народно-ослободителната борба во Македонија. Бил прогласен за народен херој на Југославија на 2 август 1945 година, како еден од првите борци од Македонија кои го добиле тоа одликување заедно со Стеван Наумовски Стив, Орце Николов, Страшо Пинџур, Христијан Тодоровски Карпуш и Мирче Ацев. Една конфузна ситуација, опасно за казна. И тоа го има. Еден возач пишува: кој е надлежен за знаците? Паркираме, а не знаеме на кој број да пуштиме порака да не ни ја крени пајакот колата. За лошиот однос кон поставените знаци за информирање и предупредување, кои што може да предизвикуваат казнивост. Знакот за паркирање и порака за плаќање за паркинг простор во првата зона се наоѓа на дел од паркингот кога возите кон Центарот за социјални работи. А без тронка совест некој едноставно го пречкртал. И тоа несоодветно несување создава сериозни последици и конфузија кај возачите кои што можат да бидат казнети не по своја волја. Останува воспитувањето на децата и младите од најрана возраст како клучен приоритет за значењето на сообраќајните знаци и правилното однесување заради безбедност во сообраќајот и можните штети по возачите од ваквиот однос кон знаците.
Синдикатот ДНОВИВЕ има нов предлог за минимална плата. Планира предлогот да го достави до владата и очекува за него повторно да се разговара на економско-социјалниот совет во март, до кога ќе треба да се утврди репрезентативноста на синдикатите која истекла во декември лани. Синдикатите најавуваат дека ќе достават ново барање за износот на минимална плата за економскиот социјален совет. Работодавачите не се согласуваат да се лицитира со износот на минимална плата, а владата го повтори ставот дека ќе прифати се што ќе договорат синдикатот и работодавачите. Новиот предлог на синдикатите се тепели на пресметките дека стандардот на работниците дополнително се намалил последната година и предлагаат минималната плата наместо 450 евра, колку што бараа досега, да изнесува 500 евра. Но при тоа предлагаат при донесите од 3000 до 6000 денари да ги субвенционира владата во период од една година. Според статистичките податоци на Министерството за внатрешни работи, од вкупно 373 исконтролирани возила и возачи во Пелагонискиот регион, прекршоците по основ на пречекорување на брзината на движење повторно предначат. Полицијата евидентирала вкупно 22 прекршоци за брзо возење, при тоа откриени се возачи што управувале со возило без возачка дозвола 14, како и возачи кои што управувале нерегистрирани возила. Покрај ова изречени се и 7 мерки по основ на говорење на мобилен телефон при возење, како и 12 мерки за непрописно паркирано возило. Од вкупно 32 алкотестирани возачи, кај еден возач констатирано е присуство на алкохол, при што истиот е отстранет од сообраќај. Временска прогноза. Времето денеска беше променливо облачно со сончеви периоди, каде што минималната температура изнесуваше 2 степени во Прилеп, а максималната достигна 10 степени Целзиусови. Дуваше слаб до умерен ветер со променлив паравец. Временска прогноза. Продукција Радио Пела, февруари 2025 година. Уредник Гордана Цветановска. Техничка реализација Никола Димески.